Загадувањето во Македонија одамна не е проблем. Тоа е алиби. Со години ни служи како совршено оправдување зошто институциите не функционираат, зошто здравството е преоптоварено, зошто сме уморни, нервозни и без енергија, зошто секојдневието ни изгледа потешко отколку што треба да биде. Не е до нас, до воздухот е. И навистина, до воздухот е. Ама не е само до него. Воздухот е загаден, но уште позагадена е логиката со која го користиме како изговор. Загадувањето стана удобна магла зад која сите се кријат. Доволно густа за да ја замагли одговорноста и доволно долготрајна за да престане да предизвикува револт. Политиката се крие зад оправдување дека е комплексно и дека бара време, стратегии и трпение. Општините се кријат зад тврдењето дека граѓаните се виновни, како да немаат надлежности, моќ и обврска да делуваат. Граѓаните се кријат зад убедувањето дека ништо не зависи од нив, па неучеството станува најлесната форма на учество. Сите сме во право, сите имаме причина и токму затоа ништо не се менува. Загадувањето стана совршен систем без виновници. А кога нема виновници, нема ни притисок. Кога нема притисок, нема ни промена. Најопасната честичка во македонскиот воздух не е PM2,5, туку чувството дека ова е максимумот што можеме, дека подобро од ова не постои, дека секое барање за нормалност е претерување, дека животот со достоинство е амбиција, а не основно право. Кога ќе прифатиш дека е нормално да не седише, лесно прифаќаш и дека е нормално да се чека со години за правда, е нормално системите да доцнат, е нормално младите да си одат, е нормално државата да не ти должи ништо, а ти да ја должиш трпение, лојалност и молк. Загадувањето не негуши само физички, не тренира психолошки, не навикнува да имаме ниски очекувања, да не се лутиме премногу, да не прашуваме премногу, да не бараме премногу. И тука е вистинската катастрофа. Зашто кога ќе се навикнеш на лош воздух, се навикнуваш и на лоша држава. На нефункционални институции, на постојано утре, на живот во кој минимумот се представува како луксус. А чистиот воздух не е луксус. Не е политичка програма, не е европски сон. Тоа е минимум. И држава што не може да го обезбеди минимумот, многу тешко ќе убеди некого да остане за подобра иднина. Особено кога таа иднина постојано се најавува, се одложува и никогаш целосно не пристигнува. Загадувањето на крајот не е само во воздухот, туку во прифаќањето дека вака мора да биде. И додека тоа прифаќање трае, маглата ќе остане и над градовите и во главите.